Почитувана пратенички, благодарам на прашањето. Денеска е 28 еден ден после 27 ден кој што не посакувам никогаш повеќе да се повтори во нашата земја или било каде во светот. Себе си се сметам заедно со многу колеги пратеници кои што дел се и денеска овде во оваа сала. Директен таргет на насилство, на грозотилокот, на забеганоста на умот на човек и поединец, чекајќи секоја буквално секунда од тие 2 часа и 15 минути да падне живот, да го изгубам својот живот, а и животот на колегите, и секогаш зборувам со чувствата кои што ги имав и никогаш нема да ги заборавам и јас, сигурно и цела јавност наша. Тие 2 часа и 15 минути, без било каква подршка на полицијата, која што на крајот нормално дојде, да го браните своето тело и својот живот, својата душа, на напливот на луѓе кои што веројатно се толку мотивирани, политички инструирани, дел од нив ментално, според мене, забегани, а дел и алкохолизирани, за да го заокружат тој настан на 27 април 2017 година. Директно прво ќе ви одговорам на прашањето дали беше дел од договорот со Мицковски амнестија на напаѓачите, насилниците и организаторите на 27 април на нашата последна средба која што имавме. Прво, господинот Мицковски никогаш не зборува за тие луѓе и тој треба да одговори дали заради тоа што се смета соучесник со нив не го отвара ова прашање, ни па некогаш од било кој од средбите го отворил ова прашање. Ама и ризикот ако се обиде да го отвори ова прашање, нормално ќе треба да го понесе пред целата јавност. 27 април е навистина еден од најгроморозните и најлошите настани од самостојност на нашата земја. Тоа што го видовме пред неколку дена во организација на собир за подршка на луѓе правосилно осудени, со правосилна судска пресуда, за луѓе кои што пред очите на целата јавност се обидоа да одземат човечки животи, дел носеа и оружје, да бидат поддржани, навистина за мене е застранување или забегување или соучесништво. Ништо друго, освен тоа. Затоа што кој и да е здраво разумен во делот на тоа кое што го видовме што се случи на 27 април, најмалку што може да направи да се огради од тоа, да повика да не се повтори и секако да го осуди. Самиот собир на 27 април покажува дека се уште остатоците од едно мрачно, од едно режимско време, политички инсталации од Никола Груевски, се уште се слават обидите за убиство на пратеници, напади на новинари и народни избраници, е навистина која што представува нешто што може да се дефинира дека е само алтернативата на власт, која што во моментот постои. На албанската опозиција исто така пораката е јасно испратена со кој евентуално може да си имат работа. И мене ме радува и реакцијата на претседателот на Алијанса на албанците, затоа што и тој, заедно со мене и со многу други колеги, беше жртва на настаните. Кога се бранеа буквално, прво и претседателот на собранието, и сите пратеници, навистина најтешките последици беа кон господинот Зијадин Села, иако сите носеа своји последици. Но истовремено, не е точно да се тврди нешто што правосудниот систем со правосилна пресуда го потврдил и за делот кој што се однесува на господинот Фета Алими. Јас се информирав детално од самите пресуди, од анализата на доказите кои што се составен дел денеска на пресудите и од тие 2 часа и 15 минути може да се провери многу добро каков бил односот на господинот Фета Алими во саат и 30 минути. На крајот веќе кога било јасно што ќе се случи, јасно е неговиот однос на помагање и подржување. Но правниот систем носи одлуки како што сме учени, како што читаме на основа на аргументи, на докази, на факти, на дешавања на настаните и согласно тоа ги носи одлуките. Се друго е спротивставување на правдата, кога посебно имаме пресуда,
а таа е потврдена со правосилна судска пресуда. Ве повикувам и вас да прочитате деталите околу доказите и аргументациите што се случиле во самиот настан. Сакам да искористам приликата, зборувајќи од говорниците на македонскиот парламент, уште еднаш повикан од пратеничко прашање од вас, почитувана пратеничке, да оставиме вечна трага сите, да не се повтори тоа што се случи пред 4 години на 27 април, затоа што никогаш не знаете каде злокобниот ум на поединец или неколку само поединци може да одлечат цела маса на народ. Еден дел од граѓаните кои што влегува во собранието беше стихија на маса. Еден дел се организатори, посебно тие што носеа маски и се поврзани со осмислувачите, заговорниците и организаторите на тој настан. Да се подсетиме зошто беше ова, после 32 дена дебата во македонскиот парламент за непредавање на власта на парламентарното мнозинство. Токму во тој момент се докаже во изблив на насилство само и само да се спречи предавањето на власт. Владата беше формирана на 31 мај, не беше на 28. За мене 28 биде ден за формирање на влада. Не. За мене власта и владата е одговорност која што тој што се нафаќа да ја преземе, треба да ја чувствува како одговорност и обврска пред својот народ и пред своите граѓани. Денеска сум среќен заради тоа што низ транспарентна судска постапка се завршени голем дел од процеси кои што се поврзани и со овој настан и со многу други кривично-правни настани во државата. И имат дури и правосилни пресуди. Се надевам дека ќе заврши успешно пресуда и за организаторите за 27 април, за да може системот, државата да потврди дека не се исплаќа никој ни да помисли да повтори ваква работа каква што се случи на 27 април. Да ја испрати пораката, не се исплаќа никој да работи и да креира било какви тајни намери, некогаш во нашето собрание или било каде, поврзано со вакви насилства, со вакви напади, со организирање на такви настани. Навистина овие денови, барем ние што бевме, ги поминуваме дополнително со репетиција на драмата, која што е составен дел на нашите животи, токму поради организирањето на собир за поддршка на така наречени уставобранители. Уставобранители со кои што Никола Груевски, обидувајќи се да ја симне вината од себе, се огради и ги осуди јавно, за да избега и ги остави овде, тие само да одговараат, а тој како главен организатор, апсолутно да не биде достапен на органите на правдата. И денеска да ги поддржуваме таквите вредности, најмалку што треба е да се засрамиме. Затоа што не е нешто што се случи тајно, па за тоа може да зборуваме вака или онака. Тоа што се случи јавно, на очиглед на целата светска јавност, беше осудена буквално од целиот свет, беше осудена буквално од сите. И да се излезе после 4 години за поддршка на тие кои што се обидоа да убијат, да одземат човечки животи, да нападнат новинари, камермани, пратеници, овде е навистина ни помалку ни повеќе или забегано, или е соучесништво. Ништо друго. И верувам дека нашите граѓани многу ќе бидат одговорни пред сите нивни одлуки од сега понатаму, да знаат што е тоа што е важно за глобалниот берикет, благосостојба и севкупна состојба во државата, одлучувајќи, а после разгледувајќи ги и деталите за сето она што им се нуди, без разлика дали се работи за претседателски, парламентарни или локални избори, или во нивното секојдневно одлучување. Дефинитивно мислам дека прашањето кое што го поставивте, уште еднаш мора да ја испрати пораката. Да не се повтори никогаш повеќе кај нас и да не се повтори никаде во светот.
Истовремено апелирам и до вас, како представник на албанската опозиција овде, да внимавате со кој разговарате и каде разговарате, заради тоа што може да биде таквите разговори со трајни последици.